Добро вечер, драги пријатели. На многу од вас ви подсакувам сон што веќе легнавте да спиете. Вечерва ќе обработам една многу актуелна тема. Поточно ќе обработам посетата на претседателот на САД Доналд Трамп на Кина. Кој што видовте во насловот, дали Трамп, значи претседател на САД, од Кина ќе се врати со полупразни раци или со подвиена опашка. Како аналитичар, новинар аналитичар мислам, со дипломирав со 86-та, на јутмански судернест како аналитичар, за мене ова е погрешен чекор на претседател на Доналд Трамп. Он беше принуден овој чекор. Зошто? Прво, со влегувањето во Венецуела, буквално сакаше да ја запре Кина, поточно Кина најмногу нафта обезуваше од Венецуела и таму има многу инвестиции, а втората работа беше Иран. А со Иран започна војна. Мојот наслов уште се укажува и на друга работа, веќе, што многу малку ја кажуваат, односот на Си Џинпинг во моментот со претседател на Кина, во моментот со претседател на САД Доналд Трамп. Каков е? Во Кина авионот, значи, не го дочека Си Џинпинг лично Доналд Трамп, нити претседателот на владата, туку го дочека подпредседателот на владата на Кина. Втора работа, дека ја постојано зборувам дека Америка во една страшна економска криза, во еден колапс, и не случајно претседател на САД Доналд Трамп со себе ги поведе многу бизнисмени, меѓу нив Маск, BlackRock, околу 37, чак и 20 банкари. Целта на Трамп е да наговори Кина, која беше најголем увизувач на соја од Америка, значи да ги спаси американските фармери, се нада дека за $1 трилион ќе увезат соја, но тоа нема случај, како и говедско месо и други. А многу пати се смеам на многу аналитичари, една работа што никој досега не ја спомнал, зошто САД на Кина не сме или досега не овие санкции кои што оведува например на Руската Федерација. Што мислите вие? Зависне од Кина. А од увоз на ретки метали, кои ги користат за производство на авиони, телефони и така натаму, така да заборави дека и од компанијата, газата на компанијата Боинг исто во Кина, бидејќи Кина беше еден од најголемите купувачи на Боинг. Порано сега ги произведува и своји авиони, но со тоа што направи Трамп во Венецуела, беше насаднат, бидејќи таму да почнат да извезуват или нивна нафта или било што, тешко ќе биде, они по некој танкер извезуват. И сега главна цел е, ја кажав и во моите видеа кога редовно следите, дека главна цел е бркање на САД со Блискиот Исток. И интересно е, например, една друга тука работа за да биде појасно, посредбата на Трамп и Си Џинпинг во Кина оди претседател на Руската Федерација Владимир Путин. Што значи дека ова е дупли пас на Путин и Си Џинпинг, да види што се они договориле. И ако ви се забележувате, Трамп скина некои санкции на Русија, бидејќи се зависи од нивните енергенции. Америка, што е дека независна за енергенски, не е точно. Оно од Блискиот Исток преподаваше како ниве и од Катар газ и така натаму.
да не навлегувам длабоко во тоа. Значи сега, ако нешто Кина уопште купи од нефили земја, тоа ќе биде, нема да биде количество кои се надаат и нема да бидат вклучени толку договори, но на Доналд Трамп сад треба тоа, бидејќи во ноември имаат избори за горниот и дом на Конгресот. Сега е веројатно тука ќе дојде до израз и Иран, а Иран е многу важен за Кина. Она увезува околу 10% например потребите за нафта и газ и други ѓубрива од Иран, но Иран па 90% извезува. И она го помогна Иран. Еве например, никој кинеските танкери не смеше да ги заправи Бремен, бидејќи освен Иран што посебно блокади, која е соработник на Кина, постави и американците, само никој не смеше да ги пипне кинеските танкери. Кога збориме за танкери или превоз на газ или нафта, Русија во моментот градат најголема подморница за превоз на течен газ. Што значи ниједна санкција не може да ги запреки што сакат да продадат газ, а и веројатно и нафтата веќе има, ама највише за течниот газ. Во Германија, например, се договара да се повторно тргне или Европската унија со Русија, бидејќи Германија сама и многу земји од Европската унија, особено германската економија, зависеше од руските ефтини енергенци, а сега ги нема, и затоа толку време во рецесија. И полека АФД, Националната партија, води во Германија во многу области, во многу покрајни. Сега мислам дека и во Источна Германија треба да се одржат избори, а они се за повторна соработка на Германија и на Руската Федерација. Значи, ова ќе биде тотален поraz на САД и на Западот. Украина ќе губи поддршката, ќе изгуби и од Европската унија, бидејќи она зема кредит од 90 милиарди, а не знам кај ќе ги земе, за да ги даде на Украина, мислам. А и тука Израел е ставен во зид, бидејќи преговорите што ќе се одвиваат сега, утре треба да завршат петок, во Кина ќе би има разговори за Иран, поточно за тотално примирие, а тоа Нетањаху не му одговара. Он има и кривични пријави. Значи, ако заврши војната или може да проведе во Америка, кај што е истину во Флорида, едното другото, не знам точно каде е. Значи, Америка се наоѓа во еден колапс економски, тоа не е задолжена земја, многу пати имам кажано. А и сега и Трамп кажа дека негова не се грижи како живеат американците за стандардот, но се надева дека во средбата со Си Џинпинг во Кина ќе може да отвори за неговите фирми големи. Реков, тука се 30 најголеми, BlackRock, Musk, чак и 20 банкари, наравно се ретко потекло. Но што и како ќе видиме. На моите анализи зборува дека ќе се вратат со половично. Значи, Кина не може да ги одбеко со трговска соработка со Америка, но тоа што ќе дадат ќе биде ситно. Мрвици ќе земе, ништо повеќе од тоа. Инаку Кина полека пресига Америка во многу работи. Зборам и на економско поле и вака, чак и во
има повеќе бродови од Америка, но Америка има повеќе носачи, да кажем, и по-софистицирани. Кина во моментот гради трети носач авиони кој ќе биде на нуклеарен погон. У поделбата на светот, значи учествуваат 3 сили, Европа тука испрлена, тоа се случно беше првата средба на Ајаска меѓу Трамп и Путин, а сега со Си Џинпинг. А потоа во Кина води Владимир Путин да разговарат. Што договориле така натаму. И, например, Русија со Кина има добро 30 години за набавка на руски газ. Но што и како ќе биде, ај тука ќе биде, да не заборавам, спомнати Тајван, кој требаше во вредност од 11 милиарди да добие оружје, се запре, пати само со 20 милиона, а Кина полека сака да си го присвои Тајван, бидејќи тоа не е на територијата, дел од Кина, а Тајван полека гледа дека САД ги губи сојузниците, никого не го заштити, не го заштити ни Блиски Исток, а во моето минато биде многу пати кажа, главна цел е ја судира со Иран, позади која стоат како сојузници и Кина и Русија, со податоци обавестени сателитски и воено, и транспорти носуваат во Иран, а сојузниците кои што се Емирати и Саудитска Арабија гледаат дека више нема некој доварба, во САД не може да ги заштити, а и САД има големи штети со војната во Иран, се проценува некаде над 50 милиарди, иако нивниот министар за војна кажа дека е околу 24 или 25. Многу повеќе се штетите. Драги пратели, оние што има желба да ги следат моите анализи, треба на YouTube да присиснат копчето subscribe или следиме, или претплати, бесплатно е, и ако се допаѓа видео анализата, да стават лайк и може слободно да стават коментари на кои ќе им биде одговарано. И посакувам убав сон, создателот и Македонија напред.